Собрани сме овде вечерва на повик за мирен и достоинствен семакедонски собир. Да го искажеме нашето незадоволство и несложување со политиките на самоназначените власти, кои ставија на распродажба се што е македонско, без да го прашаат народот, самоволно подпишувајќи штетни договори во име на државата од позиција на власт. Македонскиот народ, како единствен, суверен и државотворен народ во Македонија, мора да си ја врати државата назад и да расчисти со криминалните структури, кои ги подкопаа основските темели на Македонија со подпишувањето на срамните договори и со подривањето на Уставот на Република Македонија. Од тука се изродија многу иницијативи, собири, протести, конгреси и слично. Меѓутоа, вечерва сме овде за конкретна работа, што значи решение на проблемот и ставање крај на распродажбата на македонските национални и државни интереси. Минатата пролет беше јавно објавен планот за спас на Македонија од страна на Македонска народна партија во неколку етапи и фази, а во чија прва фаза е иницијативата за формирање на Македонско народно собрание по пат на директна народна демократија, каде народот во сите општини на крајот ќе си гласа за своји представници во Народното собрание, оние што ќе ги познаваме. За оваа иницијатива имаше јавен повик за приклучување до сите партии и организации. На повикот, кој се уште важи, досега се приклучија Преродба, Сдруженијето Шарпланинец, Семакедонски национален совет Македониум, Сдружение на бранители, водено од Дарко Сандев, ВМРО, и списокот останува отворен додека сите македонци не се слеат во една река. Ја повикувам господја Ана Бобинкова од име на Преродба да го поздрави собирот. Вечер, мои македонци, браќи и сестри, се јавувам од овде да се обратам и овој ден, не затоа што многу сакам да сум на бина, имам за себе доволно поминати часови, меѓутоа од почит спрема мојот македонски народ, за кого пред 4 години овдека континуирано стоев, ќе стојам и денес и ќе стојам и во иднина, се додека не се оствари оваа заложба најчиста, најсуверена на македонскиот народ за своја вистинска народна власт, која што ќе се избере на вистински демократски, слободни и фер избори, што ќе ги организира македонскиот суверен на Република Македонија. Нема да ве задржувам долго, само сакам да ве информирам затоа што не се информира овдека точно македонскиот народ за она што навистина се случува меѓу родолюбите кои што го држат овој пламен и на крајот ќе го одржат и тој највисок, најчист оган на македонската преродба. Значи, само да ви информирам во контекст на ова што го најавија за Народното собрание. Значи, македонскиот народ во ноември 23-24-2019 година одржа втор конгрес на македонскиот народ со делегати од цела Македонија, со представници поединци и со представници на разни здруженија и политички субјекти кои што се одзваа. Значи, никој не ги тераше со сила, тие што си прифатија како што и од сега понатаму би учествувале во овие вистински демократски процеси, ќе си имаат свое место и ќе се најде достоинствен начин за реализација на нивна исто така родолюбна заложба иницијатива. На тој конгрес се донесоа важни одлуки. Првата одлука на тој конгрес
што ја донесе македонскиот народ, ниту природба, ниту некој друг субјект, туку самиот македонски народ во име и за сметка на македонскиот народ е укинување на оваа велепредавничка геноцидна власт. Како и укинување на сите донесени од нив исто такви нелегитимни одлуки, закони, договори и секои други акти. Значи, за да може таа народна волја изразена на референдумот на 30 септември, како и одлуките донесени на македонскиот народ на вториот конгрес, да се реализираат, ни е потребно едно народно собрание, но народно собрание кое што на голема врата ќе заседава, токму наместо ова нелегитимно, ненародно, антимакедонско, велепредавничко собрание во моментот што сака повтор пат да ни наметне нелегитимна власт за да не уништи до крај, да ни ја подели до крај државата Република Македонија. Затоа современ начин и пристап е не со пушка, не со револуција, туку под мониторинг на меѓународни сили и Обединети нации да се почне таа постапка и да заврши со наш успех. Бидејќи има многу големо разочарување меѓу народот, дури и дотаму што велат веќе луѓето, не се може ништо повеќе, потребна е нова цивилизација. Меѓутоа, пред да сите градиме нова цивилизација, мораме да направиме ново македонско народно, а потоа и уставотворно собрание. Зашто патот до нова цивилизација е долг, а за ова ни требаат само нашите македонски родолюбни православни срца да ги издружиме како суверени, не како субјекти, не како здруженија само, не како политички партии кои што си земаат за право да го делат и поделуваат, односно да му наложуваат на народот да делува по некои политички партиски ноти. Не, суверенот ќе каже, како што кажа на 30 септември, и потоа секој нека си ги измери своите сили и нека си биде достоен представник во Македонско народно собрание и влада. Ви благодарам на вниманието. Остануваме заедно до крај, достоинствено, мирно, ненасилно. Тоа е нашиот пат.